9 часот и 10 минути зборуваме на навистина интересна тема кои инвестиции на УСЕИ-та во развојот на производство на малина и на аронија. Добро утро им велам на моите утрински гости. Господинот Дејан Јаневски, заменик директор на проектот на УСЕИ за развој на деловниот екосистем. Добро утро и добро ни дојдовте. Благодарам за поканата. И Иван Мицковски, менаџер за комуникации на проектот на УСЕИ за развој на деловниот екосистем. Добро утро, Иван. Добро утро, драго ми што сум тука. Моето прво прашање до вас е она што веќе го знаеме, УСЕИ-та во Македонија делува веќе 20 години, помага во економскиот развој на Македонија, но што е специфично за проектот за развој на деловниот екосистем? Проектот за развој на деловниот екосистем, финансиран од USAID, е 4-годишен проект кој започна при крајот на 2017 година. Уникатно за овој проект е нормално што работи исклучиво со локални партнери, работи во 3 области, кои и покрај тоа што се засебни области, тие се меѓусебно распреплетуваат и си помагаат, односно се надополнуваат, така да сакам да кажеме дека имаме еден вид на интегриран пристап од сите 3 области. Првата област во која што работиме е област каде што преку грантова шема помагаме на локални здруженија, на економски здруженија, значи тоа се или комори или здруженија од различни сектори, каде преку грантови шеми помагајќи им да создадат одредени услуги кон своите членки, кои пак се мали и средни предпријатија, имаме некое максимализирање на нашиот инпут, односно нашите инвестиции, па индиректно им помагаме на членките на овие здруженија. Вториот начин на кој што работиме во втората област е пристап до финансии, каде што преку систем на наградување, кој што така е малце и новитет во делот на работата на донорите, помагаме да така наречени финансиски консултанти, односно финансиски фасилитатори, тоа се фирми или приватни лица кои работат и се специјалисти во делот на финансиите, и помогнат на малите и средни предпријатија да дојдат до соодветен вид на капитал. Третиот начин, што е реално нов начин, е тоа коинвестирање, кое што ние го викаме private sector engagement, во буквален превод ангажирање на приватниот сектор, каде пластично кажано, ние како проект, како донатор со компанија инвестираме во компании Б, С, Д, значи во други компании, со цел да создадеме или подобриме некои услови на работење. Целта на оваа инвестиција е подобрување на економскиот систем, односно на економската состојба на овие компании. Најчесто интервенциите се појавуваат во делот на градење, на доградување или создавање на локални добавувачки ланци, или пак кој ќе се појави од еден проблем кој што е заеднички за еден сектор, како што е, например, сега горливиот проблем со развој на работна сила, каде што у сите сектори имаме таков проблем, па навлегуваме, кофинансираме во активности со цел да се решат тие проблеми. Ги гледаме веќе и инсертите од луѓето кои што се занимаваат со производство на малина и аронија. Ме интересира, Иван, зошто баш одбравте малина и аронија? Да, како што колегата Дејан кажа, ние на почетокот почнавме со задача меѓу другото да коинвестираме со приватни компании во развој на ланци на добавување. Бевме агностични околу кои сектори ќе бидат поддржани, со тоа што баравме компании кои имаат природна мотивација да развиваат локални ланци на добавување. Конкретно се случи дека 2 такви компании постоја во Полошкиот регион. Едната беше агрегатор, обработувач и извозувач на малини, а другата беше преработувач и извозувач на производи од аронија. Така да овие компании, за да може да растат понатаму и да пристапат на странските пазари со поголеми површини, да се пробијат на странските пазари, каде што нормално и најголем профит може да се заработи, им беше потребен добар локален синџир на добавување, што значи повеќе земјоделци кои би одгледувале малини или аронија. Сега, од другата страна, ние имаме во Полог многу земјоделци со мали површини, збориме 10 декари до хектар, што е недоволна површина за многу традиционални култури да се заработи добро. Значи, кога ќе споредиме со нешто како гравот, Товскиот грав, да речеме, кој е типичен за Полошкиот регион, малината може да донесе 5 до 7 пати поголем профит од истата површина. Со отприлика истата работа која се инвестира во гравот. Така да сакавме да им помогнеме на овие земјоделци кои немаа искуство од растење на малина, заедно со фирмата со која се работуваме,
да почнат вакви насади. Дониравме заедно со компанијата системи капка по капка, Расат. Компанијата обезбеди техничка поддршка, знаење за како да ги отпочнат овие насади и со Малина и во другиот случај со другата компанија со Аронија, така да има бенефит и земјоделецот кој се префрла на попрофитабилна култура, а и компанијата која има поголеми количини за да пласира на странски пазари. Така. И тоа беше нашата поддршка. Јас ќе замолам од режија повторно да ни ги пуштат инсертите за да ги видиме и да видат и гледачите за какво производство станува збор, значи високо квалитетна малина и аронија која што ќе биде како еден вид бренд, не само од Полошкиот регион, туку и од Македонија. Како изреагира можеби вашите партнери или оние мали компании кои што се вклучени во целиот овој процес? Видите, ние пред да влеземе, затоа што ние имаме еден процес на промоција, значи имавме повици, имавме 200 состаноци со разни компании, промовиравме по сите општини из цела држава, го промовиравме концептот, затоа што е малку тежок да се свати во приватен сектор. Меѓутоа, една од одлуките кои што ги носиме се базираат на економска анализа. Значи, ние видовме дека во ова има реален агробизнис, значи не е ова активност која што ќе работиме на страна. Луѓето кои што се приклучија ради и начинот на промоција, каде што реално се покажа кој е бенефитот и кој е профитот. Од минатата година, значи луѓе кои што влегле пред 2 години, веќе си ги повратија средствата за 1 година и тоа на цена на малина која е најниска во последните 6 години. И правеше целиот концепт, правеше логика, затоа што и поднебјето одговараше. Имено, водечката компанија со која што инвестиравме тука ги праќа своите производи кај клиентите на испитување и резултатите покажуваат дека даваат многу подобри резултати од многу поголеми производители во регионот. Значи, поднебјето си дава производ со конкурентна предност. И идејата е да се надгради на тоа и да може да се зголеми тој капацитет за да станеме малку по-сериозни играчи тоа на територијата на целата држава. Што се однесува до кооперантите, голем дел од нив кажа дека реално математиките што ги прават ова до сега им била најисплатливо. Јас само ова сакав да го прокоментираме, дали ова некоја фабрика, затоа што го видовме како се произведува, чисто да им кажеме на гледачите што е. Ова е фактички консолидаторот, односно ова е лид компанијата во овој случај кој се направил 3,5 годишна анализа како се работи малина, пошто малина покушавале и порано да работат, меѓутоа без воспоставен систем, во смисол џабе ќе инвестираме во малина ако немаме систем за ладење, замрзнување, пакување, селектирање и така натаму. Така да оваа компанија има прво во тоа инвестирано, па потоа инвестирано во производството на малина, значи да има подготвена да речам основа за да може да извезува. Така, во кои други индустрии УСАИД ќе инвестира и ќе соработува со приватниот сектор? Да, ние веќе работиме во неколку сектори. Освен високо вредносното земјоделство, работиме исто со млечната индустрија во Македонија, каде што преку различни видови на поддршка пробуваме да го зголемиме и приносот на млеко на млекарските фарми и квалитетот на млекото, кој нормално носи поголема цена. Работиме со текстилната индустрија, каде што заедно повторно со водечки фирми кои имаат тука локални добавувачи, субконтрактори од кои користат различни услуги, набавуваме опрема за тие помали фирми да може да растат, да работат повеќе луѓето кои веќе работат таму да бидат платени подобро и самите големи фирми кои од нив откупуваат одредени парчиња на облека да може да имаат локален синџир на добавување кој за нив ќе биде попрофитабилен. И финално исто така работиме пошироко, значи ова не е толку сектор колку што е тема, во развој на работна сила, затоа што Македонија особено се повеќе има проблем со стручна работна сила и тоа представува пречка за раст на компании во речиси сите сектори. Така да преку програми за дообучување за вработување, значи ние не се фокусираме толку на формално образование, повеќе на краткорочни програми кои имаат за цел да завршат со конкретно вработување. Ќе коинвестираме со фирми во неколку сектори да се спремат кадри кои да речеме за година дена максимум ќе може да добијат вработување благодарение на знаењето
ќе им го обезбедиме. Споменавте пред малку дека направивте голем број на состаноци, се разбира контакт со многу компании, со многу луѓе. Ме интересира, почнува ли да се менува свеста кај нас и кај нашите граѓани благодарение на овој проект за развој на екосистемот, земјоделството и оној дел во кој што работите? Почнува, знаете, денеска во овие услови на глобален пазар, нели, глобална економија, има една изрека, специфично компаниите не конкурираат меѓу себе, повеќе конкурираат нивните добавачки ланци. Сите оние компании кои произведуваат, извезуваат, се свесни дека нивниот, односно конкурентноста на нивниот производ зависи од нивниот ланец, колку е ланецот ефикасен, дава до соодветни цени на производ, дава навремено доставување и така натаму. Мислам дека компаниите, посебно извозните компании, стануваат се повеќе свесни и се повеќе свесни дека треба да инвестираат во овие ланци со цел да си ја одржат конкурентноста. Тоа впрочем се деси дека тоа се случи во текстилната, односно во производството на облека, во таа индустрија каде што големиве агенти, големиве компании инвестираа во своите помали добавувачи, затоа што сватија дека без нив немаат пазарни они. Освен коинвестициите со приватниот сектор, кои се други активности на овој проект? Да, како што напомена на кратко колегата, значи ние не работиме само со приватни компании, туку исто со здруженијата, асоциациите, коморите кои ги поддржуваат и представуваат. Под нашата прва компонента, како што викаме на проектот, даваме грантови за развој на нови или подобрување на постоечки деловни услуги. Дали се тоа административни услуги, дали се тоа обуки, случаите се секогаш различни, значи соработуваме тука во повторно повеќе индустрии, повеќе сектори, од системи за соларна енергија до одржување и инсталација на лифтови, до транспортна индустрија имаме организации за поддршка на повеќе различни сектори. Во овој дел е важно да се поддржи на одржлив начин деловниот екосистем, со тоа што и понатаму во иднината кога Македонија нема да има толкава потреба од странска помош, нели, како УСАИД проекти, ќе може да има нели тука локални организации кои ќе имаат паралелни услуги кои ќе може да ги нудат на тоа што до сега можеби го правеле донаторски проекти како нашиот. И како што повторно спомна колегата, под втората компонента поддржуваме пристап до финанси, значи соработуваме со една поголема група на финансиски консултанти, чија специализација е да работат со мали, средни и микропредпријатија во дали се добивање пари од кредити, од ИПАРТ средства, тоест грантови, или некои други нетрадиционални начини на финансирање. И со тие средства потоа компаниите може да отворуваат нови работни места, да се шират, да зголемат продуктивноста. Повторно и тука ни е целта да оставиме нешто одржливо на терен и да не зависи се од донаторски проект. Може ли приватниот сектор да направи чудо во економијата кај нас кога станува збор за развој на економијата и она што вие го работите? Може и мора, затоа што реално има потреба од доста, да речем, реформи за да дојде до тој момент, но реалноста е следна. За да вие пласирате некој производ на светскиот, затоа што не зборуваме за локален македонски пазар, нашиот пазар е многу мал. Фирмите кои што извезуваат за да постигнат конкурентен производ, мора да размислуваат на продуктивност, односно мора да постигнат таа продуктивност што е стандард во таа индустрија за тој производ. Моментално ние тоа го немаме, ама затоа имаме ефтина работна сила. Стратегија на ефтина работна сила на долг рок не е одржлива. И тоа го гледаме. Причина за немањето на работна сила е токму тоа, ниските плати. Поради тоа, сите компании, гледам дека многу компании се освестуваат во тој дел, мора да работат за зголемување на ефикасност и продуктивност со цел да останат повеќе пари за по-сложени производи и да може да постигнат таа продуктивност која што е потребна за да го пласираат ефикасно својот производ на глобалните пазари, односно да го извезат. И гледам дека правиме редовни анализи и гледаме дека такви работи се случуваат и полека звезди во економијата се појавуваат кои што се водечи во тој дел. Ќе биде ли Македонија позната по малината и по аронијата наскоро? Па како што е тргнато се надеваме. Колегата спомна претходно дека малината што е произведена веќе во Полошкиот регион
по квалитет се покажува подобра од малината кои некои поголеми наши производители во комшилокот може да ја обезбедат. Со тоа што мислиме дека е профитабилно и за земјоделците, особено со мали површини, фамилиарни плацови да речеме, така да се повеќе од нив кога гледаат бенефитот во овие култури. Дури имаме една конкретна анекдота кога посетувавме компанијата која произведува малини, еден од земјоделците со кој разговаравме, кој пред 2 години влегол во тој бизнес, кажуваше дека повеќето во селото биле многу скептични на почетокот, никој не одгледувал малина, се одгледувало традиционално граф, пиперки, пченка, така натаму. Кога почнал, му требале 2 години да добие принос, века кога го добив приносот, само дојдов со сите пари во кеш, што ги извадив од профитот, седнав во локалната кафана на маса, им покажав на сите, сите им зинаа со устите и не им се веруваше колку е добра заработката. Така да веруваме дека повеќе земјоделци ќе почнат да се вклучат и дека компаниите ако продолжат да ги поддржуваат со знаење, со технологија, ќе расте се повеќе оваа индустрија кај нас. Така, да се надеваме дека ова ќе продолжи во иднина и дека овој проект се разбира ќе биде тука да им помогне и на производителите и на сите кои што се заинтересирани во приватниот сектор за развој на економијата. Ви благодарам многу што бевте дел од утринската програма на Македонската радио телевизија. Ви благодарам.